Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва наш гостин е вице-премиерот и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Може ли да се очекуваат евентуално обиди за инциденти, па дури и на меѓуетничка основа? Например, мој впечаток можеби не е точен, дека еден од главните таргети, ако е тоа структура, тогаш на таа структура која што не сека овој процес да успее, е токму албанската заедница во Македонија. Јас не гледам причина, ниту пак анализите покажуваат дека може да имаме нарушување на меѓуетнички план. Велковски доби нова многу одговорна позиција, шеф на одделот за борба против организиран криминал. Има ли работа за Велковски во начинот на кој што МВР ги додели последните лиценци за испитните центри? И знаете зошто ве прашувам, затоа што дел од фирмите кои што ја добија лиценцата беа формирани само на неколку дена пред објавувањето на јавниот оглас. Не само за Велковски, туку за сите институции, веројатно и за обвинителството, ако процени дека треба да има постапка, Министерството е отворено во делот на нови огласи. Сакам да кажам дека и оваа констатација која што изнесувате, апсолутна манипулација. Ако 7 дена пред огласот формирате сите фирми, тоа е веќе... Видете, сите фирми до една кои што конкурира на огласот се нови фирми. Ке ми дозволите да бидам малициозен, неодамна изјавивте дека ги имате расчистено сите напади што се случиле врз новинари. Сакам да ве прашам исто однос ке имате и кон вчерашниот инцидент со вице-премиерот Ангјушев, кога фрлил фломастер кон новинари. Ако биде пријавен, ќе имаме исти однос, зошто да немаме исти однос? Кон крај ќе видите и новата саботажа. Останете на Алсат. Интервјуто со министерот Спасовски почнува по кратка пауза. Ако ја видовте генералната најава, знаете дека вечерва наш гостин е вице-премиерот и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам. Референдумот е главна тема на политичката сцена, за тоа ќе разговараме во овој прв дел од нашата емисија. За вовед пред неколку дена дадовте изјава во која апелиравте до граѓаните да пријават во најблиската полициска станица ако некој им се заканува или им врши притисок дека не треба да излезат на референдумот. Зошто не и обратно? Секако дека и обратно. Меѓутоа, имавме конкретни случаи во кои што веќе се пријавуваат закани за неизлегување на референдум и затоа ја дадов јавно пораката да ги охрабриме граѓаните, како впрочем што сум го правил тоа и во другите изборни циклуси, така и во овој предреферендумски период. Меѓутоа, ако има било какви закани, дали е за излегување, неизлегување, тогаш секако дека полицијата ќе работи за едниот и за другиот случај на притисок врз граѓани. Нели е тука тенка линијата? Што е повик, што е апел, што е кампања, што е закана, ако некој ви дојде дома на врата, ви донесе кесе со промотивен материјал, при тоа ви постави 2-3 прашања? Не, кампањата воопшто не е спорна. Кампањата е дозволила да се разговара, да се разменуваат аргументи, да се нудат аргументи на оние кои што треба да излезат, да ги повикуваме на излегување на референдумот, на таа граѓанска должност, да се вклучат во овој историски моменти, тука немаме никаква дилема. Ние зборуваме за сериозни закани, кои што се упатуваат до одредени луѓе, ако излезете или ако не излезете, ќе направиме ова, ќе направиме тоа. Значи, се однесува на директна закана која што ја добива некој од граѓаните. Не се води, овде не станува збор воопшто за водењето на кампања. Ова прашање го отворам, меѓу другото и затоа што кога сме кај притисоците или потенцијалните притисоци, вработените во јавниот сектор или во администрацијата се вообичаено таргет мета, лесно подложна на тој тип на притисоци. Па во таа смисла, како да го разбереме фактот што шеф на вашата кампања е токму министерот за администрација Дамјан Манчевски? Па Дамјан Манчевски е потпредседател на Социјалдемократскиот сојуз и во рамките на партијата е донесена таква одлука да биде шеф на кампањата. Ке се согласите ли дека е малку сензитивно, бидејќи сепак е шеф во ресорот администрација, а многу пати администрацијата била подложна на тој тип на притисоци? Администрацијата била подложна и ние најмногу и реагиравме во делот кога навистина се вршеше сериозен притисок врз администрацијата. Помина и локалните избори, ние имаме факт беше дека
такви притисоци, такви злоупотреби на администрацијата не се прави, ниту пак оваа власт има потребата да го прави, и од тој аспект самото назначување на било кој за шеф на изборниот штаб не значи само по себе дека може да се врши притисок. Уште една можна нелогичност, не знам за тоа ќе ве прашам, вие ќе ми одговорите. Сета активност беше пренасочена кон овластениот предлагач Собранието и кон пратеничките групи. Па во таа смисла, шеф на кампањата е Манчевски, кој е министер, а не е пратеник. Да, носител на кампањата е Собранието на Република Македонија, заради тоа што се носи одлуката за распишување на референдумот, меѓутоа сите субјекти кои што учествуваат во изборната кампања, нормално дека тие подразбираат да се организираат во штабови кои што ќе работат на кампањата, и тука нема никаква корелација. Финансирањето на изборната кампања, на медиумското представување од страна на Собранието има посебна методологија како тоа се прави, меѓутоа се организираат и други политички партии, невладини организации, поединци интелектуалци кои што се вклучуваат во оваа кампања, и мислам дека сега е одговорност на секој граѓанин на Република Македонија да се приклучи во овој историски момент за Македонија. Кога го споменувате финансирањето, опозицијата, ајде ќе употребам една фраза, ве фати дека на уште непрефрлени пари од Собранието до пратеничките групи организиравте настан за почеток на кампањата, на кој што имавте отпечатени рекламен материјал, беџови носевте, имаше сцена, па праша од каде пари, како и кога сето тоа се случило. Очигледно на почетокот на кампањата и многу очекувано е да имате и рекламен материјал, да имате и лого на кампањата, а сите детали за тоа од каде, како и што, сигурно дека има извештаи и за тоа ќе биде информирана јавност. Има ли обиди за безбедносна и политичка дестабилизација на земјата? Многу слушаме за тоа дека има сили и внатре и надвор од земјата кои што немаат интерес овој процес да успее. Па видите, тоа не е само во Република Македонија. Република Македонија, би рекол за среќа или за жал, можеби се наоѓа на исклучително важна геостратешка позиција, и таа геостратешка позиција колку што ни носи добро како држава, во секоја смисла постои ризик и во секој момент. И тој ризик значи испреплетување на интересите на големите сили. И во Република Македонија, како и во другите држави, токму во моментот кога се наближуваме кон членство во НАТО алијансата и во Европската унија, меѓутоа повеќе тоа е изразено кон НАТО алијансата, постојат сили кои што пробуваат да го спречат напредокот на државата, интегрирањето со НАТО алијансата од различни причини. Може да бидат тоа идеолошки причини, може да бидат од лични партиски причини, интереси, може да бидат од други типови, значи без разлика од кои причини постојат групи на луѓе кои што не се согласуваат со... Има ли пошироко организирана структура што работи на тоа? Па видете, структурата која што работи на спречување на влез на Македонија во НАТО, таа е јавна, таа води кампања. И за жал нивна, би рекол, а не на Република Македонија, тие се една мала група на луѓе кои што сметам дека причините се сосема лични, не се водат од никаква идеологија, туку од лични, тесно партиски причини, побуди и така натаму, действуваат дека Република Македонија не треба да биде дел од НАТО. Може би си финансиски тие причини, има такви истраги од каде доаѓаат пари? Меѓутоа најважна работа е дека немаме луѓе кои што идеолошки се спротивставуваат. Знаете, ние имаме во Македонија една многу чудна ситуација. Декларативно се изразуваат за НАТО и за Европска унија, барем најголемите политички субјекти. Тука не ги вклучувам субјектите кои што отворено заговараат дека Македонија не треба да биде за членство во НАТО, како што е Единствена Македонија и не знам Левица, меѓутоа најголемиот дел од политичките субјекти декларативно се за членство на Македонија во НАТО и во Европската унија, меѓутоа сега заради политички поени, заради лични причини и така натаму пробуваат да калкулираат, да немаат став, да градат во овој момент, да не се изјаснуваат пред граѓаните и на тој начин да добијат нешто на контото на Македонија. Мислам дека тоа е многу погрешно. Има ли сомнителни финанси кои што стигнуваат до тие структури? Некои споменуваат патувања, например, до така наречениот хуманитарен центар на Русија, близу Ниш. Не многу далеку од овде. Видете, од аспект на тоа дали има сомнителни финанси, како и тоа, мислам дека ако имаме такви сознанија, ако има таков случај, ако има
било каква најава или сомнеш за нешто, Нема тука нас да ми работат кажете институциите вечер. на системот во однос на една таква активност, меѓутоа тоа не е нешто што можеме ние сега преку медиумите да го Да. Но јас сепак уште едно-две прашања на таа линија. Може ли да се очекуваат евентуално обиди за инциденти, па дури и на меѓуетничка основа? Например, мој впечаток е, можеби не е точен, дека еден од главните таргети, ако е тоа структура, тогаш на таа структура која што не сака овој процес да успее, е токму албанската заедница во Македонија. И некако ми се чини логично тоа, бидејќи таму е огромно мнозинството кое што се очекува да излезе и да гласа за, па сега некако како да има обиди да се спречи тоа или да се намали излезност. Видете, огромното мнозинство на граѓаните на Македонија поддржуваат и членство во НАТО и во Европската унија. И тоа не од сега, туку години наназад. И тој процент се движи над 80% за членство во Европската унија и за членство во НАТО. Тоа значи дека едно огромно мнозинство на граѓани на Република Македонија, без разлика на која етничка заедница припаѓаат, сакаат Македонија да ја видат како член на НАТО, односно член на Европската унија. Тоа е моментот уште на воспоставувањето на независноста на Република Македонија и определување за овие принципи. И ако гледаме од тој аспект, на вистина, сега во овој момент, кога во Република Македонија постигнуваме единство на сите можни полиња, дури и на меѓуетничко, и на меѓуверско и така натаму, јас не гледам причина, ниту пак анализите покажуваат дека може да имаме нарушување на меѓуетнички план, посебно па некој да манипулира од една етничка заедница, албанската, не знам, било која друга, визави постапките кои што се преземат во делот на референдум. Заради тоа што не можете вие да бидете против една заедница, да се декларирате против една заедница, а во исто време да барате од нив да бидат сојузници во делот на НАТО и на Европската унија. Знаете на што мислам меѓу другото? Например, еве сега трейлерот за тој филм од 2015-та, во кој што УЧК се наречени убици, не знам веќе како, ми се чини дека добива и нагласено внимание, не само на социјалните мрежи, туку и во другите дел од мејнстрим медиумите, и мислам дека форсирањето меѓу другото на тие теми може да се доведува во врска со ова за што разговараме. Напротив, мислам дека форсирањето на такви теми, на поделби во македонското општество, на навреди по национална или било која друга основа, на говор на омраза која што исто така нели добива на интензитет во наредниот период, апсолутно не наштетува на процесот на интеграција на Македонија во НАТО и во Европската унија, туку напротив, мислам дека помага. Заради тоа што поминаа времињата кога власта креираше поделби и власта креираше судири на меѓуетнички, на меѓуверски, на меѓуполитички план, се со цел да ги остваруваат своите лични интереси. Тој момент заврши во Република Македонија. Ние сите се боревме против едно такво владење и за среќа на Република Македонија денеска имаме година дена во кој што се обединуваат граѓаните на Република Македонија, меѓутоа за остварување на националните цели. Некако во овој ист пакет логично ми доаѓа да ве прашам што се случи со проширувањето на истрагата за диво населје за Куманово, најавувавте меѓународна истрага, најавувавте барем меѓународна димензија во проширувањето евентуално на истрагата за диво населје, јавно до овој момент ништо не слушнавме. Да, јас и тогаш најавив, значи тоа е дел од програмата на владата на Република Македонија, не проширување, туку ние би сакале да има истрага која што ќе подразбира вклучување на меѓународен фактор и така натаму, користење на експертиза и се друго што подразбира како концепт. И кога ќе имаме детали во однос на овој процес, ние ќе споделиме со јавноста. Ама веќе сте година и трет месец влада. Да, меѓутоа тоа не е едноставен процес за кој што ние можеме така лесно, едноставно и на брзина да се расчистат работите, туку треба да видиме низ теменен процес во кој што ќе веруваат граѓаните. Докаде е истрагата за врските на грчкиот бизнисмен Савидис и наводните плаќања кои што ги правел на поединци и групи во Македонија за да организираат протести против договорот со Грција? Ете, од сите тие аспекти на водење на истрага, јас не би сакал да ги коментирам ниту јавно, ниту во медиумите, заради тоа што тоа нема да биде истрага. Дали ми е точен впечатокот дека вие се обидувате да направите дистанца од
јавно објавените информации, дека на некој начин оставате резерва за тоа што беше јавно објавено, а е поврзано со Савидис. Не, видете, тоа во јавноста се објавуваат многу информации. И ние и тогаш во тој момент како министерство укажувавме дека на ниво на шпекулации ние не може да ги коментираме, ниту да ги водиме истрагите. Но пазете, примерот Заев даде изјава за тоа. Било какви што биле во јавноста во однос на злоупотреби и така натаму, дали е дел од истрагата, дали не е дел од истрагата, до каде е стигнато и така натаму, тоа ќе се каже во моментот кога треба да биде кажано. Но морам да повторам, премиерот Заев даде таква изјава. Премиерот Заев даде изјава дека има луѓе кои што се мешаат во одредени процеси без при тоа да спомене ниту имиња, ниту ништо, а сето друго излегува во јавноста преку други канали на медиумите. Меѓутоа јас како одговорен човек, како човек кој што го води овој ресор, не би сакал да шпекулирам во јавноста, туку да излеземе со конкретни информации како што излегуваме во вистински момент кога тоа треба да се. Добро, ќе направиме уште една пауза, потоа имаме уште теми. Неодамна беше разрешен директорот на Бирото за јавна безбедност. Сакам за тоа да зборуваме и за некои други прашања исто така поврзани со ресорот што го раководите. Благодарам за сега. Ве поканувам да бидете на осад. Ова е емисијата 360 степени. Вечерва во студиото разговараме со вице-премиерот и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Првиот дел од интервјуто беше повеќе посветен на предреферендумската атмосфера. Сега ќе зафатиме и други теми поврзани со работата на ресорот што го раководи министерот Спасовски. Реков во одјавата на претходниот дел, неодамна на ваш предлог, владата го разреши директорот на Бирото за јавна безбедност во МВР, Лазе Велковски, беше именуван и нов прв човек таму, Сашо Тасевски. Подоцна Велковски доби друга одговорна позиција, шеф на одделот за борба против организиран криминал. Да. Моето прашање е зошто е недостоен да биде директор на Бирото за јавна безбедност, а е достоен да биде шеф на одделот за борба против организиран криминал? Па видите, јас кога ги образложував причините, многу јасно кажав до знаење зошто сметам дека секој функционер во Министерството за внатрешни работи треба да ги почитува принципите на кои што ние сме се договориле дека ќе работиме. Еден од тие принципи е да бидеме отчетни, да бидеме одговорни према работата, према позициите кои што ги имаме. И вие го знаете случајот кој што се случи, сметаме дека од тој аспект треба да некој да понесе одговорност заради тоа што не е можно да оставиме лош пример, лош печаток на било кој друг функционер. Меѓутоа, тоа не значи дека беше направена професионална грешка која што била злоупотребена или нанела штета на Министерството за внатрешни работи. Јас најавив веднаш дека и Лазо Велковски како професионалец во работењето во Министерството за внатрешни работи треба да го искористиме во наредниот период за да работи на одредена позиција. Тој има место советник кај мене во кабинетот, меѓутоа со наредба е шеф на оддел за организиран криминал. Околу тој случај можевме да слушнеме бројни шпекулации, меѓу другото дека може би некој ги пробил и протоколите за безбедност во Министерството, па некој одвнатре ја оддал информацијата дека джипот тргнува со таква и таква цел, да ја носи керката и другарките на керката на директорот на Бирото за јавна безбедност во Грција. Таква истрага правевте, на вистина информациите првично потекнале од внатре од МВР? И дали е тоа може би дел од некаква внатрешна на вистина пресметка и битка на дел од структурите во полицијата? Видете, кога се случуваат вакви настани, се плетат разни приказни. Кога се случи настанот, за медиумите, за јавноста беше многу важно кој ќе ја понесе одговорност. И тоа беше секојдневно и на портали, и на медиуми и така натаму, со право, бидејќи рековме дека треба да бидеме отчетни и транспарентни. Од моментот кога соопштив одлуката дека ќе побарам негово разрешување, веднаш почна да се плетат други приказни. Зошто ќе се разрешува, дали ова пробивање на безбедносни, не знам, информации и така натаму. Прво, сакам една работа да знаете, дека джипот со кој што заминале во Грција, тој джип не е
во кабинетот на директорот. И со тоа ги затварам сите шпекулации дека директорот бил мета или директорот бил следен. Тој джип е од одделот за гранични работи и со него е заминато таму. Така да, очигледно е дека по пат се нашле луѓе кои што го снимале тој джип, кои што знаеле дека е дел од Министерството за внатрешни работи. Шпекулациите беа подгреани, меѓу другото затоа што речиси во исто време се појавија фотографии од службениот автомобил на шефот на Алфите во Охрид, па некако се чинеше дека некој на вистина оддава таков тип на информации во јавноста. Нема врска. Значи едниот со другиот случај, тоа се случи неколку дена покасно. Во Охрид точно знаеме од кого е сликано возилото, тоа е од поранешен припадник на Министерството за внатрешни работи, кој што е избркан од работа за настаните на 27-ми, инаку началникот односно командантот на Алфите бил службено на задача, која што ја добил да ја заврши работата и да се врати назад. И тоа е сосема друго, за разлика од првиот настан, и не треба да има никаква корелација. Инаку, ако гледате, после тој настан, колку фотомонтажи имаше дека се злоупотребува, па не знам, моторна полиција, па иако беше со регистарските албрички од друга држава, па дека тоа се случува во други коли и така натаму, едноставно се води очигледно некоја хајка за нарушување на угледот на Министерство за внатрешни работи. Веднаш после овој случај, меѓутоа, ние сакаме да бидеме принципиелни и да останеме до крај на принципите кои што ги поставиме. Колку е кохезивен раководниот тим во Министерството за внатрешни работи? Јас, например, до мене допреле информации за тоа дека Велковски, како директор на Бирото за јавна безбедност, имал одлична комуникација со директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, но дека тоа е можеби ретка или единствена врска на добра соработка меѓу раководни функционери во МВР, а дека на другите позиции некако како да постои ривалитет и да не постои конвергенција околу целта, идеите, мисијата што треба да ја има Министерството. Тоа апсолутно не е точно. Значи, раководството во Министерството за внатрешни работи навистина кохезивно, посветено во однос на работењата кои што ги имавме, и замислете, ако во една таква институција која што е огромна со многу вработени и така натаму. Второ, институција која што кога ја преземавме беше во исклучително големи долгови со нарушен углед и доверба кај граѓаните. Ако немате кохезивност на тимот кој што работи, нема да има ниту резултати. Така да во тој дел апсолутно нема никаква вистина дека нема кохезивност во работењето. Дали има луѓе кои што сака да се надпреваруваат, да има ривалитет во делот на постигнувањето на резултатите? Да, тоа е дозволено, јас такви ривалитети потикнувам, заради тоа што сметам дека колку луѓето се помотивирани да одработат во својот дел, да се покажа, да се докажа дека може да раководат со структурата, толку е подобро и за граѓаните и за државата. Но не и подметнување и местенки. Апсолутно, не и подметнување и местенки, тоа беше одлика на времето од режимот, кога подметнува и местаја на секого. Ние апсолутно сакаме да работиме отворено, транспарентно, принципиелно и врз основа на закон, и никој апсолутно во Република Македонија да нема штета од работењето. Рековме, Велковски доби нова многу одговорна позиција, шеф на одделот за борба против организиран криминал. Има ли работа за Велковски во начинот на кој што МВР ги додели последните лиценци за испитните центри? И знаете зашто ве прашувам, затоа што дел од фирмите кои што ја добија лиценцата беа формирани само на неколку дена пред објавувањето на јавниот оглас. Не само за Велковски, туку за сите институции, веројатно и за обвинителството, ако процени дека треба да има постапка, Министерството е отворено во делот на овие огласи. Сакам да кажам дека и оваа констатација која што изнесувате, апсолутна манипулација со јавноста, заради тоа што една фирма во испитен центар во еден регион, дали е тоа сега конкретно за Скопје, имала лиценца 10 години. Најлогично е дека сите други фирми кои што конкурираат не може да бидат стари фирми. Затоа што дали вие би направиле фирма која што 10 години ќе ја држи да ќе давате плата на 30 на 40 вработени, а при тоа да немате овластување да работите јавно. Но ако 7 дена пред огласот формирате фирма, тоа е веќе... Видете, сите фирми до една кои што конкурираат на огласот се нови фирми. 7-10 дена
5 дена и така. Добра, не треба тие фирми да исполнат одредени Да. технички Тие фирми, предуслови тука да е- покажат капацитет. Тука е клучната работа, значи фирмите не е важно колку време се формирани и колку време обстојуваат. Тука е важно со каков капацитет, потенцијал располагаат. Материјално-технички средства, човечки ресурси, просторни услови, информатичка технологија. Видовме и на сите телевизиска други- сторија и сите за оваа други скопската активности. фирма дека не личеше баш дека ги има сите тие просторно-технички услови. Јас сторијата гледав, меѓутоа не можев да заклучам дека е влезено во фирмата и дека нешто е снимено, а вие како медиум можете да отидете веројатно да разговарате со нив и да ги погледате сите услови кои што ги имаат. Ја не ги знам, условите ги гледаат комисиите и врз основа на тие услови се добиваат бодови и поени и тука апсолутно работата е чиста врз основа на законските одредби, на подзаконските акти. Аха, значи тврдите дека нема основа за сомнеж во тоа што барем две, мислам дека Скопје и Струмица се некако во фокусот. Сега фирми се формирани непосредно пред објавувањето на огласот. Јас ви кажувам дека сите фирми се формирани непосредно пред огласот. Вие повторно констатирате само две. Значи сите фирми кои што учествувале на огласите биле нови формирани. Освен старите кои што имале лиценца 10 години. Реформата во безбедносниот сектор, особено во следењето на комуникациите, е една од трите области на кои што ќе се фокусира Европската комисија и земјите членки, кога во јуни в година ќе треба да решат дали Македонија навистина конечно ќе ги почне преговорите, се разбира од една страна, го оставаме овој процес за решавање на прашањето за името и за целосна имплементација на договорот за Грција. Дали реформата се движи со посакуваното темпо? Да, ние започнавме со тој реформски процес и тоа е во два дела. Едниот е реформата на системот на следење на комуникации и вториот сегмент е реформата на безбедносните служби, односно на Агенцијата за разузнавање и Управата за безбедност и контраразузнавање и воената служба за разузнавање. Првиот дел од реформата, системот на следење на комуникации е завршен. Јас очекувам дека собранието денови ќе го избере и директорот на оперативно-техничката агенција и според законите кои што ги усвои собранието, во ноември месец ќе треба да почне да функционира новата оперативно-техничка агенција, односно новиот начин на следењето на комуникација. Паралелно со тоа се води процесот на реформа за безбедносните служби. И сега веќе започнуваме со јавни дебати, со организирање на настани во кои што ќе разговараме со невладиниот сектор, со научната, со стручната јавност во делот на моделите за тоа каква служба сакаме да имаме и како таа во иднина ќе биде позиционирана. Сакате да кажете дека една од опциите е дури да се фузира, да имаме една. Има неколку модели кои што се предлагаат врз основа на анализите кои што беа правени од проектот Интелигенција. И постојат неколку, поточно 3 модели кои што се нудат. На тие 3 модели се презентираат и позитивните и негативните страни. Целите наши се да имаме служба која што ќе биде модерна и која што ќе биде ефикасна, служба која што ќе биде во функција на заштита на уставниот поредок и на заштита на Република Македонија од криминалот. Една од опциите да Управата за безбедност и контраразузнавање остане во рамките на Министерството за внатрешни работи со одредени промени внатре во структурата и така натаму, визави на тоа да имаме и Агенција за разузнавање. Втората опција е да Управата за безбедност и контраразузнавање биде надвор од Министерството за внатрешни работи, да се симнат полициските овластувања и така натаму, и при тоа да имаме Агенцијата за разузнавање. И третата опција или модел е да се спојат двете служби кои што би биле надвор од Министерството за внатрешни работи и Агенција за разузнавање и Управа за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа сето тоа треба да го заклучиме врз основа на дебатата која што ќе имаме во општеството. Според законот, ако не се лажам, ОТА треба да биде надвор од сегашните простории на Министерството за внатрешни работи. Така треба да биде. Да, таа е значи и надвор со просториите, и надвор од ингеренциите на Министерството за внатрешни работи. Се знае каде ќе биде просторно? Да се избере директорот, службата за општи заеднички работи е задолжена за тие материјално-технички средства, обезбедување на простори и така натаму. И ја очекувам дека многу скоро ќе изводливо е до ноември таа на вистина да профункционира. Да, мора да профункционира и има начини како тоа да се направи и сосема изводливо. Добро, се слуша нелегално во Македонија? Легално се слуша во Република Македонија. И тоа е тенденција и со реформите. Да направиме систем во кој што ќе се слуша во Република Македонија, меѓутоа ќе се слуша
легално врз основа на закон заради заштита на уставниот поредок, превентивно и заради заштита од криминалот. Нелегално слушање во Република Македонија нема. Има индиции дека има приватни во приватен посет центри кои што можат да бидат користени за таква намена? Па видите, и самиот скандал со прислушувањето покажа дека да направите таков скандал, од таков обем во кој што ќе прислушувате 20 на 30 илјади граѓани на Република Македонија, не може да го направи никој друг освен институцијата, и тоа низ постапките се покажува дека се правело, односно се злоупотребува управата за безбедност и контраразузнавање и МВР. Задоволни сте од начинот на кој што е решен делот во следењето на комуникациите на луѓе поврзани со подкопување на националната безбедност во законот? Да. Значи, во закон се предвидени сите можности на заштита на уставниот поредок на државата, од една страна, и второ, борбата против криминалот и корупцијата. Се разгледани сите можни аспекти. Се што досега не било составен дел на законот, сега е инкорпорирано, се со цел да таа зона биде комплетно регулирана, да немаме сива зона од која што ќе може да има злоупотреба. Нема простори таму за злоупотреба? Нема. Тоа е сведено на минимум, заради тоа што знаете, секогаш има простор да злоупотребите од човечки аспект. Меѓутоа, и врз основа на законските одредби, врз основа на тоа какви критериуми треба луѓето да ги исполнуваат, врз основа на правилниците кои што треба да бидат направени за функционирање на системот на следење на комуникации, новите систематизации за работни места и сето друго, оди на таа линија да таму навистина имаме систем кој што не може да биде злоупотребуван и систем кој што ќе функционира без разлика кој е на врвот на пирамидата. Да. Сега ќе се вратам за крај на темата со која што почнавме референдумот. Да, вие раководите специфичен сектор, но денови ве гледаме и во кампања на терен. Предпоставам ќе кажете дека тоа го правите како висок функционер на СДСМ, не како министер за внатрешни работи. Да. Значи, јас одам во кампања за референдумот, сум дел од тимот кој што оди и разговара со граѓаните во однос на ова референдумско прашање, и тоа го правам после работното време, затоа што сметам дека сите ние имаме одговорност да се вклучиме во овој историски момент за Република Македонија, и како одговорни луѓе, и како политичари, како носители на функции, должни сме да разговараме со луѓето, да ги нудиме опциите, да ги разјасниме сите дилеми кои што ги имаат граѓаните, да ја побараме поддршката во овој момент, да ги охрабриме граѓаните на Македонија дека е вистински момент во кој што треба нешто да се направи за Република Македонија, да ги повикаме сами да ја носат одлуката заради тоа што треба да се вклучат, и кога ги изедначуваме овој момент со сите други историски моменти во кои што настана на Република Македонија, тоа е навистина така. И моментот на создавањето на државата, создавањето на независна Република Македонија, и денес кога Република Македонија треба да го оствари својот сон на достойност на граѓаните на Што е рефлексијата што ја добивате од терен? Еве ве видов во Арачиново, вчера бевте таму? Да, вчера бев во Арачиново. Навистина, од ден во ден луѓето се повеќе се приклучуваат на овој караван, се повеќе расте еуфоријата, се повеќе зацврснува вербата дека Македонија ќе го исчекори тој најважен чекор во НАТО и во Европската Унија. Едноставно, граѓаните на Република Македонија чувствува дека е моментот, после 28 години стагнација, да одиме напред, да се развива Република Македонија, да има просперитет. Очекувате дека цензусот ќе биде достигнат? Да, цензусот ќе биде достигнат, значително надминат, заради тоа што граѓаните ја сваќаат сериозноста на овој момент и не можат апсолутно никој, гледам, да го помати тоа чувство на граѓаните. Ако ВМРО остане пасивна, верувате дека навистина и без активно вклучување на ВМРО-ДПМН е можно да се стигне до цензусот? Јас очекувам ВМРО-ДПМН да го каже ставот прво, да видиме кој е ставот на ВМРО-ДПМН. Декларацијата дека ВМРО-ДПМН секогаш е за НАТО и за Европската Унија, а во сите моменти за напредок на Република Македонија да останете по страна, дури да не кажете собствен став, тоа е многу лошо, лошо во политиката. Јас ги повикувам конечно да излезат пред граѓаните на Република Македонија да кажат кој е нивниот став, што сакаат и каде сакаат да ја водат Република Македонија. Ние немаме две опции. Мицковски рече кој сум јас да им кажувам на граѓаните како да постапат. Па јас не знам дали тоа е одговор кој што треба да го даде еден сериозен лидер на опозиција кој што претендира
да води опозиција или да биде дел од власта во некој момент. Ако е така, навистина неодлучни, нехрабри лидери не се потребни на Република Македонија. Напротив, сметам дека визионерството, храброто лидерство, одлучноста, влечењето на потези во клучни моменти, како што го прави тоа нашиот премиер Зоран Заев, председател на Социјалдемократскиот сојуз, тоа е нешто што е гаранција за успех на Република Македонија. Поврзано со референдумот, вчера и завчера тука беше Столтенберг, денеска е австријскиот канцелар Курц, утре доаѓа германската канцеларка. Колку од безбедносен аспект се комплицирани за МВР покривањата на овие посети? Успевате ли со собствен капацитет или, например, може би за јавноста е интересно, има германски службеници, служби на терен во пресрет на доаѓањето на Меркел? Ние, значи, не само сега, туку и во минатото, така ќе биде и во иднина, нашиот оддел за заштита на личности и на објекти апсолутно е посветен максимално во соработка со сите оддели во Министерството за внатрешни работи да ги обезбедиме сите значајни личности кои што доаѓаат во Република Македонија. Министерството за внатрешни работи не само сега, туку и порано докаже дека има сериозен капацитет, а нормално е дека со секој од функционерите имаат лично обезбедување кое што доаѓа, меѓутоа клучниот момент, клучниот терет би рекол на безбедноста и на државата, меѓутоа и на тие личности на Република Македонија. Комплицирано е да се организира обезбедувањето, например, за утре за Меркел? Па видете, тоа е работа која што е стандардна работа во такви процедури за полициските службеници. Тоа не е лесен процес како што изгледа во јавноста. Впрочем, работата на полицијата во ниту еден сегмент не е лесна. Секогаш е таа комплицирана, меѓутоа професионалноста, луѓето, искуството кое што го има допринесува да ги реализираме успешно. На сам крај сме. Ке ми дозволите да бидам малициозен, неодамна изјавивте дека ги имате расчистено сите напади што се случиле врз новинари. Сакам да ве прашам исто однос ке имате и кон вчерашниот инцидент со вице-премиерот Ангјушев, кога фрлил фломастер кон новинари? Ако биде пријавен, ќе имаме исти однос, зошто да немаме исти однос, без разлика зашто се јавна пријава, зашто станува збор, за кој станува збор. Ние говориме за напади кои што беа пријавени во Министерството за внатрешни работи во измината година дена и сите тие напади беа расчистени до крај. И тоа беа сериозни напади. Јас воопшто и не знам дали имало некаков инцидент и така натаму, тоа слушнав од медиумите, меѓутоа никаде не видов за таков инцидент на таа некоја средба која се случува. Да, интересно е тоа дека отсуства реакција од владата и дека имаше веројатно обид вчера од пиар секторот да се контейнира тој случај и да не добие многу на јавност, што и не е многу добро. Добро, не барам коментар од вас. Благодарам. Се надам дека имаме и следна шанса да разговараме. Благодарам на поканата. До крај да ја одгледаме и саботажата. Нелогичното барање на Стопанската комора да се забави со привлекување странски инвестиции поради недостиг на кадари, проблеми во образованието станува логично, кога наспроти најавената грижа за оние што треба со своето знаење и едукација да се докажат и да почнат да го освојуваат пазарот на трудот. Не им се овозможуваат ниту елементарни услови, па тие наместо за наука се борат за катче во кое ќе можат да се фатат за книгата. Студентите се омаловани, понижени, студентите се игнорирани. Ајде да видиме каква е состојбата сега. Изреволтирани сме ради тоа што резултатите за студентски дом, за сместување во студентски дом каснат, бидејќи секоја година излегаат на 31, а сега сме веќе 4 септември, а не сме ни почнати со вселување. Студентите протестираа на улиците, студентите бойкотираа, окупираа и никој не ги сапеше за живи, што би се рекло народно. Ајде да видиме каква е состојбата сега. Сепак ние сме студенти, насиот глас, дали ќе се чуе, дали не знаеме, имаме за учење, затоа сме дојдени. Ајде да видиме каква е состојбата сега. Денес од сабајле сме пак во студентските, ама нема никаква информација која ќе добиеме резултати.
Ајде да видиме каква е состојбата сега. Единствено што бараме е легло, за да можеме да идеме да учиме по читалници. Не сме тука повеќе да зборуваме за ВМРО ДПМН, со нив е завршено, тие заминуваат во историја. Ништо не заминува во историјата ако слоевите во општеството се толку длабоко инфицирани со тој синдром кој постојано наоѓа некаква форма за да се појави на површината. Сервилноста во тој контаминиран систем е можеби еден од највидливите феномени. Тој на безпрекорен начин ја покажува сета суровост на далечината од моќта, а особено питомоста на близината, на која благонаклоно гледаат оние на кои таа им е наменета. Идејќи ние се плашиме кој ќе возите со таква брзина, сега ќе ви дадеме еден поклон кој ќе ве штити на моторот. Да не изгинеме. А тоа ќе биде и бизнис заедницата, ќе ве штити во сите критични моменти. Патот кој го трасиравте е сигурно тежок и напорен и за да успешно стигнеме до целта, потребна ви е заштита, која што денеска со волкав голем број на присутни се потврдува дека бизнис заедницата останува зад вас. Тој галантен протекционизам кој се нуди на подавалникот ја губи сета смисла ако речиси истата фразеологија и сличното воодушевување било манир на однесување и во други времења, во оние пред кои таа постава што сега е подготвена да биде запчаник во брзиот мотор. Тогаш, глорифицирајќи ги реформските потфати, јавно се обврзувала да шири ведрина и позитивна енергија во нивно име. Оптимизмот со овие стратешки оправдати за Македонија во услови на тешка криза која што се очекува и во наредната година треба да биде силен мотивационен фактор за сите нас кои од самото ќе излеземе убедени дека можеме да се супроставиме на кризата, да го пренесеме тој оптимизам и кај граѓаните на Република Македонија. И не е само тоа, туку во тој дух, во услови во кои земјата и бизнисот функционираа на начин на кој функционираа, не е баш ама никакво изненадување, што дури и оценките за економскиот тим на владата било пожелно да се вадат од ракав. Од 1 до 5, каде што 5 е најдобрата оценка, како би оцениле како се грижат за економијата, министерот за финансии, за економија, за земјоделство, за транспорт и врски. Која е вашата оценка за нивната работа? Оценката на таа работа ја секогаш сум бил скептичен да го кажам максимумот, меѓутоа слободно би можел да кажам дека е 4+. Машала. Ова изненадување веројатно нема да биде вистинско и големо кога станува збор за актуелната гарнитура. Оти во неа вреднувањето ќе биде со привилегии и врски, бидејќи ќе треба да биде оценуван токму еден од членовите на тогашниот тим за евалуација. Стопанската комора на Македонија, во консултација со помалите комори во Македонија, го делегира наредниот потпредседател на владата на Република Македонија за економски прашања, без било какви сугестии на политиката или слично. Автентично нивно решение. И се би било во ред, доколку тоа автентично и решение без сугестии на политиката не чуло дека вршењето на државна функција не е исто како и водењето приватен бизнис. Во второто, грижата за имиджот е работа на маркетинг. Во првото, таа е обврска за која некој во негово име ветил дека и тој ќе треба да ја почитува. Со промена на власта, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе им гарантира на новинарите слобода да истражуваат и да информираат за сите случувања во државата, заштитени од било какви притисоци. И на крајот. Ајде да видиме каква е состојбата сега. Се почувствав прозват, односно ме прозвавте, јас сум од Алса телевизија, рековте дека не ви се допаднала емисијата на 360. Емисиите не се прават за да им се допаѓаат на политичарите. Ако им се допаѓаат, тогаш тоа не се емисии, туку филмски журнали. А тие се сепак карактеристика на некое друго време, кое изгледа никако да заврши. Машала. Толку за вечерва. На крај уште едно издание на 360 степени. Следното е в понеделник од 22:30. До тогаш може да не следите на веб страницата 360stepeni.mk на Facebook и Twitter. Пријатна вечер!